закон за правична застапеност имаме двајца предлагачи и сега ќе ве замолам прво да го анализираме абсурдниот предлог за кој е подпишана владата на Македонија. Представник беше Беким Сали, тој е прв заменик на премиерот на владата и министер за европски прашања Беким Сали. Значи, член 6 став 5 говори за злоупотреби. Јас ќе го прочитам целиот став со цел спречување на злоупотреба од арбитрарно изјаснување под објективни критериуми во смисла на став 4 од овој член се сметаат личните документи на граѓаните, односно личното име запишано во лична карта или во друга јавна исправа издадена од надлежен орган во согласност со закон. Тоа подразбира доколку некој се декларира, некој граѓанин на Македонија, се декларира лажно според нив, ќе сакаат да проверат. Кој ќе провери, допрва ќе разговараме, ќе сакаат да проверат преку лична карта или друг документ. Тоа е абсурдноста на ситуацијата, заради тоа што не може да одлучува некој како се чувствува. Прашањето е на етнички идентитет, на верска припадност, родова припадност. Станува збор во случајов етничкиот идентитет дека е прашање на избор. Точно така, гледајќи во законот и анализирајќи ги одредбите дадени во законот, одредени членови заслужуваат можеби дополнително преиспитување, особено внимание привлекуваат одредбите од членот 6 став 5 кој што вие го посочивте, дека етничката припадност може да се определи врз основа на личното име на граѓанинот. И тука се отвара суштинското прашање за самоидентификација. Значи, современите стандарди за човекови права кажуваат, нели се заснуваат на принципот дека етничката припадност представува прашање на личен идентитет и слободен избор на поединецот и затоа не може да се определува етничката припадност согласно надворешните обележја на човекот, документи или проценка на државните органи. И уште повеќе може да се постави прашањето дека личното име навистина представува објективен критериум и доволно прецизен критериум за оценување на етничката припадност, бидејќи во едно демократско и мултиетничко општество не секогаш постои директна врска помеѓу личното име и етничкиот идентитет и особено во земја како што е Македонија, каде што имаме доволно голем број на мешани бракови, каде што имате и поделена етничка припадност на едно лице. Така да, јас би го земам мојот личен пример, кога ќе кажам дека се викам Душан, сум видел многу написи кои што ме поврзуваат со одредена етничка група на која што јас не и припаѓам. И сметам дека само врз основа на името го поврзуваат тоа со мојата етничка припадност, што отвара една врата, да кажеме, за погрешно толкување на овие одредби, кои што во суштина сметам дека се ставени за да ги спречат злоупотребите кои што се случуваат со балансерот. Ама нема да ги спречат на овој начин. Нема да ги спречат на овој начин. Напротив, да, може секако да се изигрува повторно ова законско решение, може би треба повторно да се разгледа ова прашање и да се дадат алтернативи. Сепак, нели кога се пријавувате некаде за државјанство, бараат некаде дека сте се произнеле во некој документ за вашата етничка припадност, можеби посоодветно каде што сами сте ја дали изјавата дека нели при упис во училиште во агенција за вработување, би било посоодветно решение отколку некој да толкува дека согласно вашето име вие таа етничка припадност припаѓате, особено сега што во поновите времиња имињата се даваат од секаде во светот по желбата нели на родителите, дури има имиња кои што не се типични за ова поднебе, така да како ќе одлучиме кој на која етничка група и припаѓа. Да, јас разговарав со еден албански политичар, но поентата негова беше одлична. Еве да го земеме името Сузана. Не можете да кажете дека тоа е интернационално, е практично, но не можете да кажете дека е македонско, да тврдите дека е албанско, да тврдите дека е турско и да тврдите дека е македонско повторно. Да.
Заради тоа што е абсурдна ситуацијата околу личните имења. Конечно, моето име не подразбира дека моите родители не имаат друга припадност. Точно Тоа така. е идејата. И дека јас се чувствувам можеби како со друга националност. Точно, и затоа сметам дека овој став од овој член можеби треба да биде предмет на амандманска расправа, да кажеме, од пратениците во собранието, да најдат друго последно решение. Јасна е намера да се спречи злоупотребата, но сепак сметам дека со оваквата одредба таа повторно отвара врата за да се случува истото што се случуваше и со претходниот балансер. Да. И кој ќе биде тој што ќе одлучува? Кој е тој судија над граѓаните, Така е. кој ќе им каже како се чувствуваат? Комисија ли ќе има? Што ќе бидат тие луѓе? Комисија точно во рамки на органите, Да. како што е во законот поставено, но сепак како што кажав, не може по надворешно бележја некој да констатира вие од која етничка припадност сте и согласно тоа нели да добиете право на работното место. Добро, можете ли да објасните како сушност може да се спречи злоупотреба? Преве кажав, можеби со сосема друг документ каде што вие лично сте се изјасниле дека сте припадник на таа етничка заедница, бидејќи на многу места има каде што лицата се изјаснуваат, но и доколку неќете, бидејќи законот е поставен на мерит, системи, на компетенции, не треба да ви го спречи правото да учествувате на огласот и да се напреварувате и со тие што си имаат изјаснето дека се од било која етничка припадност, бидејќи и законот покрај на соодветната застапеност, која што значи нели пристап на етничките заедници кои се помолбрени, се поистоветува и на принципите и на правична, каде што сите без разлика на етничката припадност врвство на компетенции и на труд имаат право за тоа соодветно место. Така да овие да кажам начини како да го спречите, треба да се најде некоја модификација која што нема да биде вака ригидна и која што некој ќе треба да ве цени врз основа на вашето име и презиме. Да. Конечно имињата и презимињата може да ги менува. А името се менува, точно и презимето се менува, кога ќе се венчате, например, така. Да, може да го од следите. разни околности. Разни околности се менува, точно. Да. Околу етничките квоти е важно и тие се спомнати кај вториот предлагач, кој стои всушност зад предлогот, група на пратеници, но Зијадин Села е пратеникот кој го има првиот подпис и практично се смета дека ова е негов предлог, тој ги споменува квотите. Што велите за тоа решение? Затоа што без квоти, сега говориме, Зијадин Села има албанска национална припадност, но низ историјата на човештвото без квоти не било возможно ниту етничките заедници, ниту онаа расна поделеност да биде по-застапена праведно. Жените еднакво така се бореле, само Така, на тој начин. Да, но квотите согласно меѓународните стандарди за недискриминација треба да бидат пропорционални, соодветни и временски ограничени. До моментот додека вие нели ја исполните целта да ги изедначите, групите. Да. И веќе во ЕУ е напуштен принципот на квоти и на задолжителни етнички проценти, бидејќи согласно мислењето на Венецијанската комисија не смее да се нарушува квалитетот и компетенциите на вработените во јавната администрација и дека сите имаат право на еднаков пристап до тоа работно место и согласно уставот и согласно меѓународните конвенции. И затоа системот на квоти во овој закон сметам дека не е добро решение, бидејќи повторно се враќа на она колку проценти и дека само тие места ќе бидат загарантирани за одредена етничка заедница и тука сметам дека повторно ќе губат помалите етнички заедници кои што немаат доволно проценти и никогаш нема да можеби да го добијат процентот за да било кој да влезе на работното место и дека повторно тоа ќе биде во интерес на поголемите етнички заедници во државата. И овој систем на квоти кој што е наменет за одредени етнички заедници не го почитува принципот на праведната застапеност, туку само на соодветната, каде што вие го гледате етничкиот презнак. И таму сметам дека во тој закон уште има голем број на одредени слабости, каде што вика дека Заводот за статистика ќе издава административен документ со кој што ќе потврдува вашата етничка припадност, што е лично уверување, не може да биде административен документ, тоа е сосема спротивно на стандардите за недискриминација и не може, тоа не е документ за државјанство, па да ви потврди некој, туку
јасна ваша изразена волја и плюс доколку не сте се изјасниле на пописот, ќе можете самостојно да отидете во заводот и да кажете јас сум тој и тој по таа етничка припадност и да ви се издаде таков сертификат, што е доста погрешно и сметам дека таму е спуштено на ниво на секоја институција поединечно, наведени се голем број на институции кои што мора да ја обезбедат етничката структура, што ќе биде исклучително комплицирано и тешко, бидејќи вие во не секоја општина имате таков доволен број на кадар кој што може да го надополни тоа, бидејќи имаме ние предмет со, да кажеме, граѓанските судови, каде што се бараше одредена етничка заедница да биде застапена во сите судови, но од одговорите кои што ги добивме дека во агенциите за вработување нема таков соодветен кадар. Тоа е дополнително проблематично кон овој закон и сметам дека таму решенијата се и далеку по, не да кажам лоши, туку и потешко спроведливи, но и во спротивност со законите за спречување и заштита од дискриминација. И сега ова вашиот став заради тоа што квотите може би ќе се отстранат, но рамковниот договор е јасен, конечно го имаме во устав. Јасен е околу 20% на заедниците дека тоа треба да биде исполнето. Пропорционално ставено во јавните служби, точно. Да. Сметам дека прво треба и кога ќе се донесе законот да се направи една комплетна анализа на вработените во јавниот сектор и да се види докаде сме со исполнување на процентите, пошто ние имаме државни органи каде што процентот е повисок веќе од тие 20% и тоа многу повисок, имаме каде што се уште сме испод границата и ќе треба да се види можеби и по систем на префрлање на вработени од една во друга институција, нешто се вика трансфер, не само вработување на нови, да се изедначи можеби таа етничка структура во рамки на организациите и потоа врз основа на тие извештаи кои што ќе ги доставуваат државните органи да се балансира таа етничка структура и таа соодветна застапеност на вработените во јавната администрација. Секако, почитувајќи го принципот и понатаму на компетентност, бидејќи видовме дека со балансерот, кој што се спроведуваше на почетокот, можеби беше во добра кондиција и не беше злоупотребуван, но понатаму како течеше времето, почна да се водат политички влијанија, да се нарушува компетентноста на одредени работни места во организациите, со што се намалува квалитетот на самата институција и сервисите што ги даваат кон граѓаните. И сметам дека сепак ова решение кое што обезбедува соодветна, но и правична застапеност, каде што на прво место ќе биде мери системот и знаењата, ако сте во иста позиција, две етнички заедници, да влезе на работното место етничката заедница која што е помалку застапена, но со истите квалификации и компетенции, и така да и двата закона ќе треба да посветат внимание, ако помалите етнички заедници нема таков кадар, да се стипендира, да се создава кадарот, да се преквалификуваат, за да можат соодветно да бидат конкурентни со, да кажеме, мнозинските заедници кои што можеби имале повеќе шанса да добијат знаење. Да, тоа е проблемот во, сега говориме за Македонија, иако Југославија била одличен пример за дискриминација, односно лош пример за дискриминација. И Македонија, секако дека мнозинската заедница македонците имале многу поголеми шанси, подобри шанси да имаат добро образование и конечно многу околности животни да им овозможат да напредуваат во животот. И заради тоа, сушност и рамковниот договор, и квотите помогнуваат во таа заедница да се одбере најдобриот, заради тоа што ако ги споредувате другите, мнозинската заедница, многу лесно можеби ќе најдете подобар, поквалификуван, но на тој начин практично ги не само што ги елиминирате, ги исклучувате луѓето кои им треба шанса. Тие тела кои што ќе бидат создадени во двата закона кои што треба да следат оваа соодветна застапеност, треба да внимаваат и на прашањето на образованието и да се инвестира повеќе во оние места и региони каде што тие млади луѓе, да кажеме, кои што утре би требало да се вработуваат, ќе го достигнат и истиот степен образование и да се инвестира и во инфраструктурата, во школи, во, да кажеме, предшколски, каде што ќе им се дадат еднакви шанси за старт. И тоа е една да кажеме, глобална стратегија која што не може да се случи преку ноќ. И која не постои со 30 години држава, ние се уште немаме таков тип на стратегија.
Да, но сепак се инвестира, гледаме дека се инвестира еве во претшколското образование, така е доста поголем бројот на инвестиции во образованието, едносменската настава, но сепак сметам дека треба да има и насочени стипендии од страна на Агенцијата за администрација во оние обуки кои што ги даваат на јавните администрацијци, можеби треба да има стипендии за ученици кои што завршуваат факултетот, одредени етнички заедници, треба да влезат некаде, да им помогнат нели да го стекнат соодветното образование за тоа работно место и како такви да се надпреваруваат понатаму за влез на работното место. Има разни модалитети, но сепак влогот во знаењето на немнозинските заедници за да бидат конкурентни секако треба да биде приоритет на државата за да може да збориме за еднакви шанси. Да, инаку ќе за еднаков старт, бидејќи ако немате еднаков старт, секогаш едниот ќе биде понапред и повторно ќе го имаме она дека помалите не може да влезат на соодветното работно место, бидејќи точно е, мерит системот е идеален и обезбедува стручност и компетентност на јавните служби, но сепак треба да им обезбедите еднаков старт при самото аплицирање на работното место. Сушност одраѓање. Сушност одраѓање, точно е така. И затоа треба да има балансирана регионални инвестиции и регионален развој, тоа исто така многу битно прашање. Не може се да се случува во Скопје да зборуваме за скопјанизација и сите инвестиции да се случуваат тука. Мора многу повеќе да се инвестира во регионите, да се развиваат, да се отвараат, за да нели во целата држава создадеме еднакви шанси, а не да збориме за најголем број на услуги во главниот град, додека од другите места треба да патуваат до Скопје за да обезбедат, да кажеме, едноставна услуга која што може да се случува било како. Да. Околу законот исто така нема санкционирање и тоа е проблем. Говорам и за овој на предлог законот. Потенцирам кога велам секогаш закон, мислам на предлог закон, но нема казни. Во секој закон, доколку не се почитува законот, би требало да постојат санкции. Така, јас тука го гледав член 9, став 5, каде што вика дека не се санкции, туку вика дека координативното тело може по собствена иницијатива или по предлог на надлежна институција да предложи ревизија на политики, програми и планови за вработување, за да се унапреди ова. Но јас сметам дека тука можеби треба да се зајакне дека тие политики и програми кои што ќе бидат предложени да бидат задолжителни. Бидејќи ако ова координативно тело предлага, а државата не ги усвојува и не ги слуша, каде имаме такви голем број примери, тогаш не ја гледам улогата на координативното тело ако неговите одлуки кои што ќе следи целата регионална поставеност и на државно ниво на соодветна правична застапеност, гледајќи го составот на самото тело, каде што министрите за финансии, за администрација, значи луѓе кои што може да донесат тешки одлуки, нели, и во делот на финансирањето, но и во делот на балансирањето, да бидат некако задолжителни, мора задолжително да се спроведуваат и секако треба да се размисли дека за институциите кои што не го почитуваат тоа да се дадат определени санкции, за да нели морковот и стапот сепак мора да има санкции за да некој што не постапува го натерате да постапи на таков и таков начин или и да не се санкции огласите да може да бидат поништени доколку не се во соодност со политиката која што нели ја предлага законот и ја спроведува држава. Значи доколку како што вика ако излажете за вашата етничка припадност 3 месеци не може да се пријавите, но и доколку некое тело кое што оцени дека огласот не е така или не е избран таков кандидат согласно критериумите кои што ќе ги постави методологијата, нека се поништи огласот, така да нека почнат паот поново додека нели не се види дека тоа е направено баш во соодност со она што сака да го постигне закон. Добро. Знаете што е најголемиот проблем во овие два закони? Што вие како агенција за заштита против дискриминација воопшто комисија, да, не сте воопшто консултирани, наместо овие предлог закони заедно да ги сте ги изработувале, еве и со Беким Сели, се извинувам, Беким Сали и со Зијадин Села се разбира. Точно дека не бевме консултирани, јас се надевам бидејќи и двата закона се подпираат многу на подзаконските акти и на методологијата што ќе биде понатаму разработена. Сметам дека законот овој што е предложен од владините представници многу се подпира на таа методологија понатаму како ќе се постигнува таа соодветна и правична застапеност и мислам дека тука може да бидат замките и се надевам дека ќе имаме шанса да гледаме и да учествуваме во донесување на овие подзаконски акти и методологија.
Она што исто така дискутабилно за нас како комисија, значи составот на координативното тело, нели, го определува владата. Сепак ние како ставени веќе во законот да бидеме дел од тоа координативно тело и народниот правобранител сме независни институции и како дел од владини тела треба да се стават и мерки како да ја задржиме нашата независност, бидејќи ние може ќе бидеме во состојба да коментираме некои одлуки на координативното тело, а ќе бидеме членови на координативното тело. Дали ме разбирате? Сепак ние не сме владино тело, туку сме тело независно избрано од пратениците на собранието и мора во некаков облик да ја зачуваме нашата независност при коментирање и на законот, и на подзаконските акти и методологијата, но и на носење на сите следни политики. Така да, ние сме почестени што сме забележани во законот како тело кое што може да помогне, но сепак би апелирал дека сакаме да сочуваме својата независност во коментирање на сите понатамошни одлуки, кои што и ќе ги носи телото и ќе ги носи Министерството за администрација. Да, значи проблем е што еве во двата предлог закони, и првиот на Беким Сали и вториот на Зијадин Села, вие воопшто немате учество никакво. Точно. Да. Добро, сега ова беше прашањето кое го испогрешив со презимењата, па затоа го кажав. Добро, но мора да ве повикаат, да ве поканат, да ве повикаат и заедно да ги изработувате овие, се едно што веќе се направени овие предлог закони. Па или да не и веќе се влезени во процедура, во следното читање вие мора да бидете поканати и заедно да работите. Да, би било убаво да не поканат. Не би било убаво воопшто, да, зашто да постоите воопшто како така комисија. И сметам дека или покана или да ни ги доставуваат на мислење, значи ние можеме пред собраниски седници да доставиме наше писмено мислење во однос на тоа што сметаме во однос на тоа законско решение, без разлика дали сме учествувале во подготовка на текстот или не, но сепак да даеме нели свое видување до пратениците пред се, пошто сме собраниско тело, да тие видат што мисли комисијата во однос на предлог законските решенија, дури да понудиме некои алтернативи кои што сметаме дека можеби нели ќе го подобрат текстот на законот, така да. Побаравте ли средба со владата? Сега за сега не сме побарале средба. Но морате и да им кажете дека вие сте тие најкомпетентните, клучната алка во антидискриминација. Точно, значи ќе испратиме допис дека сепак сме ставени нели да учествуваме во тоа координативно тело, но ќе го следиме процесот и ќе интервенираме доколку има потреба. Треба да видиме сега дали ќе има амандмани на законот соодветни. Ако нема, може да испратиме допис и да ги посочиме членовите кои што сметаме дека се спорни, како што го кажете вие членот 6 став 5, едниот, второ е членот 9, каде што сакаме да зачуваме нашата независност во однос на ова законско решение, да предложиме значи плановите за вработување и политиките кои што ќе ги предлага телото да бидат задолжителни, да има санкции мерки или ако нема санкции мерки кон органот огласот да биде неважечки. Значи тоа се некои решенија кои што може само да го подобрат текстот на законот и да бидат во прилог, да кажеме, во нели за успешно спроведување на соодветната и правичната застапеност. Да, на крај сме благодарам за разговор. Благодарам и на вас за поканата.